Споменавме светските искуства и вашите соработки. Вие неодамна добивте една интернационална награда, би рекла со многу убаво име, Ангел на годината 2008. Морам да кажем и јас бев изненаден кога добив покана од Италијанскиот Црвен крст од Ломбардија и невладината организација Монета за мир, каде што ме номинира со специјална меѓународна награда во манифестацијата Ангел на годината 2008. Таа беше специјална меѓународна награда за 20 годишна моја работа во првата детска амбасада во Светот Мегеши и за меѓународни проекти. Оваа награда ја добив во Милано на 28 јануари покрај еминентни луѓе во Италија, како што е Бонолис, како што е Гатусо, познат фудбалер и многу познати естрадни звезди кои се залагат за добробит на децата. Таа награда е веќе поставена на нашиот сајт и денеска преку нашиот електронски информатор Бушавко, кој преку датабанка оди на 56.000 адреси, преку нашата интернет имейл ќе ја добијат многу граѓани. Ние не направивме за тоа промоција и пресконференција. Сметаме дека овој електронски информатор кој го читаат многу наши подржувачи ќе можат да бидат информирани за она што навистина не само јас, туку и првата детска амбасада во Светот Мегеши. Морам да кажам, неколку пати ја спомнав Република Македонија таму. Говорев на англиски, потоа го сменив мојот говор на македонски јазик, ме преведува на италијански, сакав да ја доближам и им се заблагодари во името на сите граѓани за оваа награда од Република Македонија. Честитки уште еднаш. И за крај на оваа емисија да ни кажете кои се следните планови, односно проекти за работа на првата детска амбасада? Ние она што го предпочитаме е да не само даваме реакции, осудувања, да не ја дефинираме состојбата во Република Македонија, туку да даваме секојаш директна помош.